civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Јас би тргнала како председател на совет, но оно со што се соочуваме и како советник, од неодамна сум неколку 3-4 месеци сум председател на совет, меѓутоа како советници мораме да си признаеме сите дека ние секоја година или на 3 години донесуваме развојни програми од дадена област. Ќе го земам последниот пример, кој што со согласувањето за законите кои што се од социјални грижи, требаше да се изработат и некои програми, стратегии за развој на општините во делот на социјалните политики. На првата страна, оно што ме остана в почеток е вели, во Штип има толку и толку жители, од кои толку и толку од таква и таква националност, кој и вели се повекуваме на извори од пописот од 2011 година. Ние сме 2021 година. Говори за разлика од некои 19 години на кои што ние не можеме да знаеме со сигурност дали сме ни по број на население, ни па дали овие карактеристики останале во тој дел и во однос на етничката припадност и број на мажи, жени и сите. Ово отвара една дилема кај нас и на крајот се прашуваме дали ги донесуваме вистинските одлуки, дали тоа се соодветните програми што ги задоволуваат потребите на нашите граѓани, дали ова е вистинската слика. Според тоа, мојот став е дека попис ни е апсолутно неопходен, доколку сакаме да знаеме во која насока се движиме. И можеме да проговориме и за Штип како една средина. Штип во последниве 10 години има универзитет. Верувам дека тоа го зголеми бројот на високообразовни кадри. Меѓутоа, ние ја немаме таа статистика со која што би знаеле дали треба сега да направиме високообразовните кадри, нивната вработеност и невработеност, некои политики кои што би се однесувале на вработување, или пак имаме повеќе население што останало со средна школа, кој од нив се немаме реална бројка за сето ово. И мислам дека ни е неопходен во тој дел. Следејќи ги ситуацијата околу предлозите на опозицијата и она што, може би рекла во еден дел дека доколку би било многу побаве доколку беше во целост пописот електронски. Меѓутоа ние мораме да знаеме, ако ни се податоците од 2001 колку население нема основно познавање од работа со компјутери, спаѓа во групата на лица кои што не знаат ниту да читаат, ниту да пишуваат, да се подпишуваат и каде ќе се најдат овие луѓе? Дали тие вистински ќе дојдат до пристапот до она што се нивни потреби? Затоа, се додека со оглед на тоа дека станува збор за 19 години, велиме попис треба да направиме на секој 10 години. Ајде да ни биде овај комбиниран модел кој што ни дава реална слика и на тоа колку од нашите граѓани на Република Северна Македонија се иселиле во странство, каде тој тренд е поголем, бидејќи таму велиме по адреса на живење македонските документи од кој град каде е поголема тенденцијата, ќе ни даде некои основни за истражување што е реалната причина за иселувањето и дали ние можеме да донесеме трајни стратегии и како општина и како држава. Во тој дел сметам дека треба да имаме и дека овој пат е буквално оправдан начинот зашто тоа би требало да биде комбинираниот модел, електронски да не овозможи и на оние граѓани покрај целокупната ситуација со пандемијата, неможноста да се вратат во земјата и да сакаат да се попишат во дадениот момент, ни дава една многу поубава и пореална слика. Со оглед на тоа дека 19 години не сме имале попис, никој не негира дека можеби нема да има пропусти во целиот систем и затоа сме овде и треба да работиме на отстранување на истиот. Ако 20 години не сме направиле да се обидеме, постојано сме закачувале некаде, сметам дека не треба тоа да го продолжуваме во недоглед. Ако велиме дека преговорите за отпочнување на пописот започнаа во 2019 година, кога имаше и некој пилот проект за пробен попис во 13 општини, во кој што се спроведуваше. Помина без проблеми, беше на истиот начин по внесување на таблет, на електронски, но тогаш се разговараше. Ајде наидовме дека се бараше, сега ќе премина моделна политика. Дали предвремени избори или не предвремени избори, па дали го одложувавме, па ги закочивме заканите, па донесовме
технички влади, па велиме ова ќе биде, она нема да биде. Па не здеси пандемијата со која што и се уште се соочуваме и имаме протоколи кои што. Но дали тоа значи дека доколку целиот свет не се избори со оваа пандемија наскоро, ние треба да тапкаме во место и да чекаме уште 5 години за да добиеме реална слика за тоа што значи жителство, мислам, карактеристики на населението. Затоа, како председател на Совет, искрено кажувам дека во однос на програмите кои ги изработуваме, би сакала да имам реални слики за тоа дали населението од едукација, од родова застапеност на населението, па и во однос на тоа, бидејќи ние имаме некои електронски бази на податоци, неколку регистри во кои што веќе се прибираат, но меѓутоа може да земеме дека обично се води по документот, лична карта, адреса на живење, меѓутоа не сите има пројавиле некој начин на кој што стигнале во друг регистар дека имаат друго живеалиште, не она што им се води по лична карта. Дали ние како општина имаме во кој дел треба да го развиваме градот? Ако погледнеме, ќе тргнам од неколку приградски населби, ќе ја земаме од каде што јас потекнувам, населбата Македонка и Свиногојство, каде што имаме на терен имаме реален број на граѓани, меѓутоа ако ги погледнете по личните карти, тие не припаѓаат таму. Дали ние треба да направиме стратегија, ако претходно велевме да се концентрираме, бидејќи населбата Сењак има најголем број пожители по тоа територијално по последниот попис и треба да инвестираме во овој дел во инфраструктура. Дали тоа се променило во овие 19 години и треба да велиме да, тие луѓе вистински живеат, тоа е фактичката состојба и треба да се насочиме на тој дел. Ова е само пример во однос на тоа каде со што се среќавам како граѓани на Штип и потребите. Јас овде би завршила во моето излагање во тоа како јас гледам на она што значи операцијата попис и за која што сметам дека ни е неменовна, во што може поској рок да се заврши, да имаме крајни резултати со кои што ние по барање до Заводот за статистика би добивале реална слика на која што ги креираме нашите политики. И може би во делот на креирање на политиките на политичките партии при изработката на програми кои за локални избори би ни дала реална слика што е вистинска потреба на граѓаните и каде ние треба да се насочиме. Верувам дека доволно сме свесни како граѓани, дека сите ќе ги примеме изборните пописните комисии, ќе го внесеме податоците кои што за воиднина ќе ни значат оно што значи креирање на политики, но не од делот на политички партии и нивни идеи, туку политики кои што го засекаат целокупното граѓанство. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.